Добар ден, се јавуваме од општина Пустец, Република Албанија и гости сме кај господинот градоначалник Пали Колевски. Добар ден, Пали. Благодарам дојдовте во нашата општина. Благодарам ви за гостување, ваше гостување во нашата општина. Благодарам и на вас. Кажете ни повеќе за општина Пустец. Ние знаеме дека е македонска општина. Колку граѓани има, колку села? Нешто повеќе. Регистрирани се околу 5200 жители кои живеат овде или на крајните регистрирани што се извршени овде, околу 3500 живееле овде. Да. Во нашата општина. Другите, значи работат во странство, се како во цела Албанија се движат во други држави за подобар живот, за работат нешто, така и такви се условите. Да. Така работа за сите овде нема да може да помогне, може да се снајде. Значи има имиграција, Има имиграција, да, има се имиграција. враќаат назад. Работат претежно во Македонија, во Грција, во други држави, значи подалек Германија, Италија, Англија. Одлично. Господине Пали, ние слушнавме дека имаме активности на бугарската држава, што го кршат достоинството на македонецот во Албанија. И имавме такви вести, дали преку амбасадата на Бугарија или преку некои невладини организации. Дали може да ми кажете нешто повеќе? Дали имате такви случаи овде? Слушај, како кај нас како општина, точно како во нашата институција нема никакво влијание. Одлично. Нема зашто да има такво влијание. Едно нешто сакам да кажам дека ние сме отворени за соработка за сите. Значи може од германската амбасада, од јапонската амбасада, од бугарската амбасада, како било, кои луѓе со добра намера за да помогнат за овие луѓе кои живеат овде. Да. А кај нас како општина, лично кај мене нема такви влијание, да кажеме, да може да ми вршат притисок како било за негови интереси. Нема шанса да биде таа работа. За организации кои се финансираат од проекти на бугарската амбасада има такви кои по трета година, да кажеме, тие делат подароци за малите во школата кои живеат овде во нашата општина. Конкретно за нова година тие поделија подароци за сите деца кои живеат овде во нашата општина. Да. Одлично. Освен подароци, дали има некои други поклони или соработка или еден вид помош што ја добивате од нивна страна? Да. Како што кажа, ова трета година што тие делат такви подароци имат подарено на општината. Пак возило за противпожарна, значи возило за амбуланта. Исто така има помагано и за возило за теренско возило за општината. Да. Според него по проект ова невладина организација. Значи во доменот на противпожарна опрема, да, и опрема. Оде на посета што изврши, значи Ковачев во нашата општина. Од разговорите што им потреба, значи Бугарија и во Европска унија. Да. Значи кога сите држави што може да помогнат, значи може да помогне, ние сме отворени за сите. Значи за Германија, за Италија, како што казав, и да. Чекаме и Македонија, се разбира се. Чекаме Македонија, тоа има, али не на тој степен што ние очекуваме за да биде помогнати. Нашата општина во Албанија е од најсиромашните општини во држава. Искрено казано, од Република Албанија, ние последните години, или ова година што помина, имаме добиено многу голема помош, значи за проект за водоснабдување за целата општина. Имаме исто така земено, значи ни е дадено
зелено светло за проектот за отпадните води. Одлично. Чекаме да биде финансирането, значи од албанската влада. Да. Исто така имаме комуницирано со Фондот за развој, кој има еден голем проект кој ќе, мислам дека ќе смени целата слика на нашата општина, ќе биде финансирани големи патишта. Да, кажете дека инфраструктурни проекти Инфраструктурни проекти се планират, значи вчера на 13 Да. јануари имаме средба со целата значи со фондот за развој, албански фонд за развој, кои тие сега ќе почнат конкретно за проекти кои треба да бидат реализирани во нашата општина. Се надевам дека во ова година, во 2022 да започнат и тие и ние да бидеме со тој чекор кој се развиваат и другите општини веќе коча во Албанија. Да. Кажавте дека македонската држава исто така има помага, меѓутоа не на тој начин. Има. Да. Можете да кажете примери Конкретно, кои се реализирани проекти? Конкретно од моето доаѓање овде, Да. да кажеме, од некои бизниси од Македонија, премиерот овде беше, и дворот на школото, нашата школа, средна школа, беше реновирана со тие фондови. Одлично. Беше, ама ние, јас искам да кажам, очекувам многу. Да. Очекувам, значи, мислам дека треба да се смени целата политика на македонска држава кон нас. Кон нас или кон сите други македонци кои живеат надвор териториите на Република Македонија. Да. Значи треба да има конкретен план, Да. тоа да биде секоја година. Да. Значи од било која влада во Република Македонија да имат фонд определен. Значи зашто нема македонски организации, значи друштво македонски друштво кои треба да инвестираат во нашата општина. Значи тоа да се види дека и има грижа, значи од таа држава за луѓето кои живеат овде на страна. Да. Значи се чувствува една негрижа на македонската држава кон македонската популација во Не дека Како би го се чувства, дефинирал? требаше да биде конкретно, со конкретно планирање. Не секоја година да мислиме дека годинава да мислиме за оваа година. Тоа да биде конкретно, значи во буџетот на државата да биде испланификуван фонд за сите кои живеат надвор од територијата. Значи преку, да кажеме, преку амбасада. Преку амбасада кои друштва, македонски друштва или други друштва кои може да аплицират за, да кажем, да ги има услови овие проекти да бидат имплементирани во овие територии. Да. Да биде фонд секоја година да биде разделен фонд за овие луѓе кои живеат овде. Да, благодарам. А дали каква е прекограничната соработка со општините што граничат со Република Македонија? Слушај, ние имаме до сега, значи зборувам од 2019 вака, имаме конкретно 3 проекти, европски проекти, со ИПА Cross-Border, две со грчки општини, едно со Македонија, со Битола, значи со општина Битола, кој може да го најдече многу успешен проект. Да. За изградба во нашата страна, за изградба на музеумот на писателство Спаса во селото Глобочени. Значи тоа е завршено, чекаме за да биде инаугуриран. Од нашата страна е проектот Smart Culture. Smart Culture. Беше многу успешна инвестиција во соработка. И исто така имаме аплицирано пак со општина Битола Smart Culture 2, кој ќе биде продолжен овој проект за да се подобри инфраструктурата, значи калдерма околу во селото во Глобочени, околу овој музеј и некои патишта таму во село. Тие се две соработки од 2019 до сега што ние имаме со македонски општини. Али од мојата страна јас имам бидено располагање до сите општини. Рече, може да споменам дека имам бидено во посета на општина Петровас, на општина на Кабадарци, на општина Илинден. Првите мои денови кои дојдов во ново место, кои му побарав помош
да кажам искрено помош за да помогнат што можат на инфраструктура или да ни помогнат со некои нешта на нашата општина. Така наследиме една општина многу сиромашна, да кажем, инфраструктурата не е развиена, патиштата се уште кални. Да, али се уште чекам и немам никаков конкретен одговор од никого. Да. Дали се... За сите сме отворени, за сите сакаме да соработуваме. Мислам дека грижата од таа страна, на границата, од таа страна што ние чекуваме најголемата помош, се уште е многу слаба, али не постои. Да, за жал. Отворени сте за нови проекти во разни форми на соработка, дали преку европските фондови, дали преку гранична. Дали имате на културно ниво, дали сте поврзани со македонската држава? Значи, туристичко. Годинава очекуваме да биде организиран по 15-ти пат. Да. Македонско културно лето кој се организира од мој другар или имаме школски другар, Едмонд Сотир, ако може да го споменам. Дефинитивно. Тоа значи многу позитивна работа. Значи во летото тоа организира 5-6 дена за сите наши луѓе. Значи има театар, има музика, македонска музика, има се во 5-6 дена што тоа се организира, тоа е многу позитивна работа. Значи тоа е проект. Да. Значи тоа е еден доказ што проектите може да направат нешто. Да. Ова година ќе биде по 15-ти пат, значи юбилеен пат. И мислам дека треба такви настани да бидат. Кога е настанот оваа година? Во август, мислам, на почетокот на август. На почетокот на август. Точно да видиме, да ти кажам кој ќе биде тоа, може да дојде да посетите, што е многу интересно за луѓето кои живеат овде. Да. Дали имате исто така со амбасадата во Тирана на Република Македонија? Имаме соработка, имаме контакти, неговите можете многу заинтересирани за нас, али мислам дека толку се можностите, по тоа што имам јас разбирам да кажеме дека што може да има амбасада ако нема одвоени фондови, програми, буџети од државата само по себе. Амбасадорот е многу заинтересиран за тие проблеми. Значи ние комуницираме со амбасадорот. Значи мислам дека треба да биде смената целата политика според за луѓето кои живеат овде. Ние сме толку малку, значи може да есте колку заедно сила во Македонија. Да. Значи не мислам дека е голем проблем ако имат друга политика од владата на Република Македонија, било која влада, потенцирам, за луѓето кои живеат овде во Малопреспа. Господин Пали, јас ви благодарам многу за вашиот разговор. Благодарам што ги отворите вратите за нас, за да се дознае на друга перспектива и вашето мислење. Дали имате нешто друго да дадете? Вратите за сите од Македонија од секаде се отворени тоа кај нас. Кај нас се добродојдени сите добронамерни иницијативи, добронамерни инвестиции кај нас. Значи, треба да се смени сликата на Малопреспа. Значи, тоа живеат луѓе, многу поштени луѓе кои имат потреба за поддршка. Нашите можности се овие, значи секој треба да даде својот контрибут за Преспа да биде развиена. Мислам дека сега е моментот што ние ќе одиме натаму и ќе видиме, ќе одиме на своето место, мислам. И тоа се надава многу барво, ќе се видат и првите резултати, значи по завршување нови проекти кои се започнати и по започнувањето на другите големи проекти кои ќе сменат цела слика на Малопреспа, значи. Ние сме културни луѓе кои сакаме мир, сакаме културата и развојот. Јас ви пожелувам све најубаво, се надевам дека
соработката ќе биде продлабочена и во склопот на фондовите што ги нуди Република Албанија и со соработка со Република Македонија. Сигурно, ние од двете страни, значи, јас ќе потребам наш говор кој вели досега бевме на два мајка без татко. Се надевам дека ќе се смени ово, значи ќе имаме од двете страни Поддршка. и пошироко, значи од Европа од секаде, поддршка и ние сме отворени за секаква соработка. Апсолутно. И тоа се гледа. Местото, луѓето со сите кои се видовме во кратко време се многу пријателски расположени, многу отворени за разговор, сите го зборат нашиот јазик, меѓутоа евидентна е неизграденоста на инфраструктурата. Да, ви пожелавам све неубаво, среќа и во иднина и успех во работата. Многу ви благодарам, ќе се гледаме набрзо, може и за други настани. Апсолутно се гледаме. Поздрав. Благодарам, се неубаво.